Хеј, Пандамониум радио шоу број 43. Здраво и добродојавте во уште една епизода. После една недела пауза се враќаме у Пандамониум Headquarters, одморени, освежени, спремна нова енергија за една супер спешал епизода. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио. Се надам дека сте добро. Направивме една недела пауза. Си ги зедовме силите назад, не дека нешто премногу од радиото или туку лични обврски, ствари требаше да средиме. Дарко беше во Грција, ќе збориме и за тоа. Викенди, случки и си рековме окей, имаме фора 2 недели да си даеме време и да го направиме тоа што го довлекуваме, мислам дека со вечност веќе. Од почетокот на втората сезона го Дефинитивно, довлекуваме, значи 12-13 недели минимум, 3 месеци. Тоа е време, конечно, преслушавме, мислам дека све што ни влезе у радар и мислам дека ќе збориме за тоа. Така да денес ќе збориме за МК сцена, македонска музика, македонски продукти, се тоа што има искочено периодов, буквално од кога почнавме со радиото, па се до овој период, барем тоа што нас ни влезе во радар, тоа што сметаме ние дека е вредно да се спомне и да се каже. Ама за тоа малце ќе направиме еден бектрек, што се дешаваше од последната епизода па до сега, како беше, имаше настани. Ќе зборнеме и за нив, наши луѓе таму беа, настапуваа, за жал не можев ни ја, претпоставувам ниту Дарко не беше таму, збориме за земјотрес, ама ќе збориме за тоа, така да, ајде ќе почнеме од претходниот четврток. Последниот неколку четвртоци се лит as fuck, многу убаво си проаѓаме, епицентар се полник у старите добри времиња, публиката што доаѓа на журки е многу добра и многу спремна и за забава, и за музика, и за дружба, и за се останато. Ја искрено сум многу задоволен од после нова година навако сум задоволен и од атмосферата која има таму, сум задоволен од нашите сетови. Мој на Панчо, мислам дека цело време е интересно, цело време е нешто ново. Пред 2 недели тој четврток беше многу лит, оддамна не било така, беше на фестивалска енергија. Топ. Немаше шутки, бигав до цела екипа што после неколку недели само се научи да се однесува у диско, посебно такво едно мало диско. Имаше многу хајпната атмосфера, али си беше многу убаво и културни, сите беа среќни и весели. Додека последниот четврток беше од друга страна многу по, да речеме, по-фин, по-смут, по-онака, многу по Мора да ги има и таков и музика, таков. да, со многу убав клоузинг, се си беше полека после 3:15, една убава воžnja кој старите добри времиња. И морам да кажам дека сум многу среќен и задоволен. Наискрено, огромна благодарност за сите што доаѓате четвртоци во ЕПИ, што се дружите помеѓу себе, што се дружите со нас, што ги почитувате другите луѓе во клубот, што сте отворени колку толку за некоја нова музика и за некоја враќање малце назад со под наводници трап класици, без разлика дали се turned или се по-смут. Јанглин? Јанглин мислам дека не беше до сега, уште ни еднаш брат, немаше позиција, немаше време за тоа, дека е многу споро. Тоа треба ептен да биде нешто споро за да може да влезе како што треба. Молам некој во 3,5 саат сабајле на четврток, побарајте му ја Киото и да ќе ја пушти секако. Да, ако некој дојде да ме потсети тогаш, тогаш ќе ја пушти. Виши... Без разлика дали е бавна или брза, не прави никаква разлика. Тоа е трикот. Знаеш што се дешава? Остануваат многу луѓе до самиот крај. И кога ја Порано не беше така. И кога ја гледам дека пред мене има 50 до 100 луѓе во 30-40, забавата уште иде, брат. Не можам намерно да онака да да успорам и да речам ај сега кој ве вас ке си пуштам ја за мој кеф музика. Да. Туку пак пробувам да биде нешто што као да биде окей за луѓето, пак да се најави дека привршува журката, ама па да не е нешто са скрос оф. Бидејќи знаеш која е разликата кога се пушта музика на почеток на забава, таму има повеќе простор да се пушти нешто ново и нешто поспори, нешто што луѓето не го знаат, има време да им легне и како и да е забавата трае. Не сакам да ги избркам луѓето кога сакаат да седат до крај. Не е фер. На крај сепак треба да биде нешто што луѓето го знаат, им е колку толку познато. Факт. За тоа најчесто одбирам некои поспори, да се sing-along, значи да може луѓето да пеат, да може да биде као позитивен вајб. Инструменталите тука треба да се малце помирни, да е малце поспора атмосферата, али пак да биде нешто познато ново. И за тоа сакам и да се враќам назад, да се враќам 5-6 години назад, за онака луѓето да ги удри песнава. Знаеш како? И тоа време имаше такви песни. Например, затоа, окей, ја спомнуваме цело време и знам дека е веќе станата химна во епи, ама Bitch Don't Kill My Vibe е буквално така, брат. Певлива е, имаш брейкдаун,
рефренот е целиот брейкдаун, така да Брат, самиот текст колку одговара плюс на 4 сабајле плюс. во EP или било кај да си во диско. Да. Онака има и порака самата песна. Брат, сите ти дури и Poetic Justice ми е таква. Можеби не е до тој степен, ама на пример исто Poetic Justice со Drake Да. од истиот албум го има истиот момент. Можеби не до толку, ама пак. Последниот пат затворив со Low Life од Future и Drake, Јоп. од Future и The Weeknd. Да. Тоа ми е исто онака една химна за closing и се разбира Bitch Don't Kill My Vibe и последниот два пати како последна како бонус песна ја пуштам Off the Grid на крај. Ама не, на упалени светла и малце потивко. City of Gods? Пуштив, имаше И? солидна реакција. Брат. Ја пуштив усред журка. Тоа ми е бенгер што треба да иде така во 3. Знаеш ми е проблемот со Off the Grid. Off the Grid не можам, многу чудно се несуваат луѓето кога ќе ја чујат. Добро трнува работата, али некако додека стигне делот на Фави, више губи енергија и луѓето што не ја знаат, многу им е чудно што се дешава. Тие што ја знаат, може ќе се хајпнат на почетокот, ќе се хајпнат на Playboy картито и мал дел, али после кога доаѓа дрилот е чудно и као ја пробував во прайм тајм, не ми влагаше добро. Да. Тоа брат исто ја го имав тоа чувство бремта, онака може да се сетам, мрси која беше. Ја го чекав едва и да почне Пуша или да почне Two Chainz и никад не доаѓаше тој момент и текна. Сите ја кратеа, меѓу кои ти мораше. Предолга е песната за да трае до тој дел, ме разбираш? Сега прошли четврток го рипнав директно на делот на Two Chainz и на Kanye. Односно Kanye прво па после Two Chainz. Да. И со тоа е брейкдаунот тука кога да. почне. Ау, да. Значи, тоа сакам да ти кажам, некако кога осеќам убава енергија од луѓето, кога осеќам дека луѓето се отворени за нешто малце поразлично, се дозволувам и јас. Ај сега ќе ви давам ова делот од Mercy што го немате чуено од многу одамна, што некој може да го знае. Да. Као Mercy е една од најпознатите песни од претходната деценија. 90% од луѓето немаат појма дека Two Chainz го има најдобриот врстен, ме разбираш дека тоа е најдобриот дел. Плюс кога ќе почне делот на Kanye, дека е аптемпо некако. Аптемпо, да. И на тие што не ја знаат им е чудно како што е се ова некој ремикс, некоја друга песна што се дешава. Да. И после кога ќе влезе Two Chainz пак кога се спушта. Ама тоа сакам да кажам, уште еднаш big up до сите што доаѓате и сите што сте отворени да чуете нешто што можеби не го знаете и сакате да ни дозволите нас да влеземе у некои зони кај што без вашата поддршка не би можеле да влеземе, бидејќи на крајот на денот битно е да има атмосфера на подиум. Ако луѓето се окей, ако ја пуштаме на песна и отидат 50 души на цигара горе, си викам добро, не ризикувам више. Да. И да му сейв варијанта. Факти. Работи што луѓето ги знаат. Big up и shout out до сите, ве чекам и овој четврток у EP, Thursday Shake. Очекувате наскоро информации за други малце поголеми, поинтересни настани на друга локација на страна од EP. Може да се префрлиме и на други настани што ги зборевме, прошли викенд се деси земјотрес, ја за жал не бев таму. Исто ја не можев да појдам, но ми беше мило дека имаше таму два кои што настапуваат наши пријатели, Сам Курчо од Тетово и нашиот човек Секси Марса. Двајцата ни се многу добри другари, блиски соработници. И Авенџерите. Пред се другари, ме разбираш, пред се другари. Значи, тука сме за што и да е, ама пред се ни се другари, затоа ни е многу мило и поддршка и затоа ми е криво дека не успеав да појдам од самиот факт дека ми се другари. Фан сум на Секси Марс и на неговата музика, нас ме в каминоци секат. Со Дарко имаше шанса заедно со Марса да го преслуша Марс Тейп, ја го слуша во дома на DriveLink. Феноменален, брат. Се смеам онака throughout од целиот албум, едва и чекам луѓето да го слушнат, брат. Исто. Има Марса многу да понуди со ова и не дека го хајпам, ама ќе се деси, ќе дропне, знаеме дека го чекаме. Ама ќе се деси и тоа ќе искочи, мислам дека ќе биде оправдано тоа вака што го збориме цело време. И плюс настапот, ја гледав видеа, брат, тоа правев, го гледав и Курчо имаше феноменален настап. Сите збора дека Курчо многу, дека има одличен сценски настап, дека и боите биле прекрасни, плюс ја е веќе придружени со Папак и со искрено не знам како се вика девојката која што му пружи вокали на неговите рефрени, која што исто така дава некоја свежина на песните и уште една длабочина, уште една текстура. Бидејќи Курчо на огледало има песни каде што се пее, има певливи рефрени. И тоа е најлудата работа, дека огледало конечно си ги добива своите цвеќиња. Може би не беше така во 2018, кога тогаш искочи 2018? Така нешто. Не знам. Интересно е дека е 2022. Ама тоа е, брат. Убаво е. Таа музика треба време да легне, треба време да си го најде својот пат
И таа музика ќе се закачи кај луѓе што не е од денес за утре, само и нема задутре да престанат да ја слушаат. Тоа е музика Апсолутно. што луѓето има постојано во ротација различни траки од самиот албум и плюс Курчо е лик кој не настапува толку често и кога ќе настапи, секој настапи на 100% и он, а и публиката што е во присутна на самиот настан е енгејджната да има интеракција со него и да ги пее песните кои можеби постојано ги слушат дома, дел од нив, постојано во ротација, постојано по плейлисти или некои песни имаат посебно значење за многу луѓе и се на место како Земјотрес да ги чуат. Искрено ми е многу мило, брат, искрено ми е многу мило дека Земјотрес како фестивал постои, како фестивал кој дава многу мали слотови по 15-20 минути настап на луѓе од различни сцени, пред се на луѓе кои немаат настапи, значи Земјотрес влага скроз underground, тоа се скроз артисти, бендови, диџеи кои не настапуваат толку често, немаат некој преголем мејнстрим, немаат скоро никакво мејнстрим внимание. И тоа е најдоброто за Земјотрес, брат. Мене најмногу ми беше криво што ги пропуштив настапите на Курчо и на Марса, али исто така што не бев таму за дружбата. Дека на Земјотрес во МКЦ може да видите луѓе од сите сцени буквално, од сите сфери, од сите генерации, не само артисти, различни фанови, различни било какви секакви луѓе. Мене последниот пат кога пуштавме на Земјотрес со глуми, тогаш имаше некои настапи на македонски рапери, тогаш знам дека исто Курчо настапуваше на помалиот стејдж. Си поминавме многу добро дека си дружбата е тука, смеење, гледаш другари, ги поддржуваш, може ќе отидеш некој нов бенд. И многу ми мило дека Земјотрес како фестивал вклучува се повеќе луѓе од нашата сцена под наводници, таа што е блиска до нас. И се надам дека тоа ќе продолжи така и во иднина. Big up до Фиц, big up до Мирко и big up до цела МКЦ организација за тој настан и мислам дека ја тоа што видов помина добро. Мора да даеме шараут и за Марса, брат. Марса самиот кога го повикале таму да настапува, рекол сакам да дојдам со пријатели, сакам да тоа беше напишано на флаерот Sexy Marsa and Friends, што е еден многу OG момент. Брат, гест и кој што викаш, пак тоа е, сите се другари меѓу себе. Луѓето што ги донесе сите се онака, тука се on a daily basis околу Марса, си да прават убава музика. Никој од нив не може сам да настапи бидејќи нема доволно материјал. Сите имаат по една, две, три песни. Ќе го спомнеме и Реџер, покасно Вара е тука, Петар му пушташе музика. Значи тоа се луѓе кои сами не би можеле да добијат слот и Марса се покаже како добар другар да ги повика и да им даде шанса. Разбира тогаш ќе праската да уште поише да се крене атмосферата, али као јак момент, мора да признам дека јак момент. И целиот тој филм околу Авенџерите исто многу добро, ме разбираш, као никој и не можеби не било толкава мистерија, но Sexy Marsa and Friends од прилика може знаеш што следува, ама пак кога ќе идеш си со исчекување, ме разбираш, и искача таков лајнап, онака 6 луѓе ти искачаат на сцена и друго е, ме разбираш, енергијата е сосема друга. Ги гледав видеата, лудница е, брат. Енергијата е таму, ме разбираш, луѓето као не знам, вибрираат со седо тоа и тие се рамнат на енергијата на Марса и на Кицо, а Марса и Кицо имаат феноменална енергија на огромен презент стејдж онака. Ако на пример Курчо е поише лоуки, онака помирен, каде што можеби и ќе застане и ќе рапува, не, овие двајцава се out there онака. Цело време е лид, цело време е turned. Не знам дали го спомнавме толку зборевме за таксирата, али хип-хоп министри кога ја настапува на таксират, исто така беше прека атмосфера. И таа песна едва ја чекаме, таа песна нема да се најде на Марс тейпот. Али се работи, дечки чекаме нова музика, чекаме материјал да може да правиме што почесто МК сцена епизоди. Уште една дешавка што ми се појави мене од викендов, баш дека зборевме со Бојан Јанев од Тамок радио, беше дека Максимус Вандал и Лукс Кмала има една лабава сесија, да речеме фристайл сесија слеш настап во просториите на Амок радио. Шараут до Амок радио, шараут до Лукс Кмала и нашиот човек Максимус Вандал. Не го гледав цело, ќе ви излажам ако кажам така, али тоа што скролнав ми се врати онаа енергија што имавме со Вандалот кога дојде во студио, брат. Да, за луѓе што не се биле околу Вандалот, можеби нема да сватат, ама Вандалот е еден таков харизматичен човек што кога го гледаш и се смееш. И тоа ќе го спомнеме и после и за музиката понатака, ама дефинитивно ја не го изгледав цело, ама моментот каде што Кмала пушта битови на MPC
ги тропа тука лайв. Вајда лайв, Да, делови беа лайв, некои беа веќе отсвирени, само беше она као премейд беа на еден начин. Не, па види, повеќето мора да е така. Не ми беше коментарот за да го искритикувам, така у позитивна смисла, скроз слабо битови на луп пуштени се на тие двата каучи. Топ. Вандалот едно време сме стана биле на тие каучи, знаеме како е, ме разбираш, затоа ти велам, Мамок радио преубава ствар, ден денес уште иде јако со многу добра програма секој ден. Се надаваме и ние имаме веќе некои муавети за пак таму да сме, да се вратиме во тие столчиња и во тие фотели. Ќе видиме што ќе направиме, се надавам дека април ќе биде тоа. Ама како и да е, Вандалот и поише рап треба таму, брат. Таму реално се уште нема толку многу рап. Ова можеби ако не беше првиот настап за од таков момент, може би вториот, извини. Стварно имаат многу богата програма, да. Секој ден не можеш да знаеш што било, што не било. Ама да, за саат време тој слот што го има и можеби и саат и кусур беше скроз слаба сесија, нешто што треба почесто да се дешава според мен. Да, јас така мислам дека одговара целиот филм таму и мислам дека има артисти што има да понудат и нешто интересно и нешто ново на македонската сцена. Без разлика, на некој му се свига, на некој нема да му се свига. Некои луѓе имаат предрасуди за Максимус Вандал, некои луѓе имаат предрасуди за Лукс Мало, некои луѓе имаат предрасуди за нас двајца. Нема врска, али битно е да се дешаваат интересни ствари и што повеќе луѓе да бидат вклучени во тоа, да. Во било што се дешава. Така да мене ми е многу мило што го запознавме Вандал од брат Јако, нашата приказна почна многу смешна и многу интересна, али мило ми е што го запознавме во живо, мило ми е што доека нас у радио тука у студио се запознавме, направивме на дружба и искрено го гледам со многу поинакви очи од тогаш и ми е многу боле. И морам да признам дека премногу го поштувам бидејќи мислам дека еден од луѓето кои најмногу работи и има од него осеќам дека има преголема пасија кон музика и кон хип-хопов. Да, енергијата му е unmatched. Онака стварно е хајпер цело време, стварно е позитивен. Воопшто не личи на таков усмисла, не од физичка гледна точка, и преку музика и преку дури и понашање. Воопшто, ја тука кога дојде у студио ми се смени мислењето 100%, онака не си викам, оке, ова е друг човек, брат, као префин човек за муавет правење, шараут Вандал. Се надевам дека тоа ќе го повториме некогаш во оваа сезона исто. Ама тоа е, си вади човекот, вади музика, кажа дека ќе извади. Ни цело време ни пишува апдейтс до каде е со музиката, што прави, како го прави, тоа многу го поштојам. Не мислам, у смисла знае дека ако ни прати нешто дека ќе преслушаме, дека ќе го спомнеме. И тоа е многу добро. И тоа го бараме на еден начин, бидејќи стварно некогаш нешто може да ни отиде под радар. Ме разбираш, се дешава да пропуштиме некои ствари. И се почесто се случува тоа, бидејќи се повеќе млади луѓе има кои прават музика, кои не ни се можеби во кругот на пријатели, не ни се во кругот на социјалните мрежи. И на крајот од денот, ако некој не ти го прати директно, можеби ти се појави, нема да го чуеш, треба некој да ни го прати директно. И нема ништо страшно и срамно во тоа. Тука сме ние, може ќе вратиме после 3-4 дена во инбокс ако е за време на викенд или нешто, али at some point ќе го преслушаме и кога има шанса, ако ни се допаѓа ќе кажеме некој добар збор. Нашиот подкаст или на стори кај нас секогаш ќе видиме тоа. Значи Вандалот дојка нас на предпоследната епизода од првата сезона, тоа беше мај. И заедно со Драги у студио. Да, 31 декември пред нова година, за нова година ни извади што едно EP. Значи извади еден албум тогаш во мај, извади EP до нова година. Тоа се два проекти во една година во 2021, што е за македонски стандард многу висок рейт на вадење музика, што мора да се испочитува. Тоа е за голема почит. Дефинитивно. Овој албум, овој EP има 5 песни, од кои едната беше извадена претходно како сингл. И таа мислам дека најдобрата песна на само EP, тоа е Three Stripes on My Feet. Стварно ни се јаде, фристайл, овој свет е чудно место и Скопје мадафака. Дали го преслуша Петарда и Пито? Целост, поише пати и тоа на идење си го пуштив, тоест станав рано са бајле и си го пуштив уште еднаш онака кој за енергија ти текне. Интересно е дека енергијата е уште таму, значи лирички вандализам се викаше претходниот, да, лирички вандализам беше претходниот албум. Таму исто енергија феноменална и овде у студио се покажа истиот и ништо не е сменето од тогаш, ме разбираш што кажа, со иста пасија работа, креира музика, не е таков у смисла да бара некоја префинетост, стварно стварите некои се груби,
грубо направен и тоа не е лоша ствар. За човек како него со неговата естетика, тоа воопшто не е дури лошо, одговара. дури одговара, ме разбираш. Ја би се изненадил ако има нешто толку префинато што си кажам ова нема шанси да е Вандал, ме разбираш. Кој е ова? Од друга страна, 5 песни, easy listen, не е ни нешто премногу долг. Си кој што каже, има стендаут моменти, искочи видео, и тоа многу добро. Го вади прво албумот, после вади видео. Мене ми се свија тоа. Брати, мене ми се свија. Нема и плюс спотовите и не се такви претенциозни, се гледа дека не се ни low budget, у смисла дека се такви кои што ја опфаќаат неговата естетика, кој што треба. И тоа е многу добро. Се околу тоа што тој го прави, се е од него, ме разбираш? И е доста оригинално. Апсолутно. Начинот на негово е. Ја не би го нарекол оригинално, пошто сигурно постои некаде. Оригинално е на пример да биде единствено, барем според мене. Ја би рекол дека е негово, пошто брат, никој не хасла ко човеков, тој шиткаш албуми низ парк, ме разбираш, као продаваш, идеше по луги продаваш. Го поштојам тоа. Хасалот е таму. Човеков си го работи тоа што го сака. Си ја креира музиката што ја сака, се гледа дека се осеќа онака како да припаѓа таму и стварно припаѓа таму. 5 песни, кој што реков, еве, ја ќе начнам муабетот, 3 Stripes on my feet, мене онака, кога ја пуштив прв пат, брат, не знам, одма ме врати на убави времења, прв пат кога си купив Air Force-ки, која слушав Nike's on my feet. Од Мек Милер. Од Мек Милер, Rest in Peace Мек Милер, не знам. Такво чувство ми е, лабава е, битот е таков, вајбот е таков, енергијата што ја носи песната е таква. Јас сум поише Nike guy, јам Adidas ствари, не ги носам толку често, ама онака го сваќам филмот, ме разбираш. Истото тоа што Nike's on my feet ми го правеше у тоа време, сега се чувствувам така со 3 Stripes on my feet, буквално. И не се смеам за тоа, не се зафркавам, истата енергија ми ја има, лабава трака е, панчовите се овде смешене, све, ме разбираш, нема лош дел од самата песна. Ја исто така мислам. Нема. Тоа ми е хайлайт на целиот, но и сите други, мислам, останати 4 песни, сите се добри. У смисла си ја рапува неговата вистина, неговата приказна, тоа е. Дури баш сега пред да почнеме да снимаме се насмеавме заедно дека ни сиве песни онака хард се, као стварно онака го репрезентира тој негов бум-бап стил. Ама не те прави да си намрштам, брат. Мислам дека насмевка ти носи на лицето, ме разбираш? Мене искрено ми носи. Харизматичен е, таква му е енергијата на човекот и као не може да не дури еве, ќе те оставам ти да кажеш, да не ти ги кажам твоите работи, ама мене ме смее, брат. Со насмевка сум 5 песни, со насмевка сум на лице цело време. 20 минути, ти рекне, смешно ми, ама не ми е смешен вандалот. Туку едноставно од убава енергија се смеам, ме разбираш, као интересно ми е сето тоа што околу и енергијата и албумот во целокупно ме прави да бидам среќен. И тоа ми е топ. Ама нема, брат, го спрема панчот. Поздрав до секоја сестра или братчина што сака или слуша мрсна рапчина. Значи нема крај, брат. Факти. Јако не слушам толку мрсна рапчина, ама јако ми е. Јако ми е, брат. Значи јако е скроз го репрезентира тоа што е он и го прави на негов начин. Да, мене дури ми се свиѓа тоа што викаш ти, што не е префинато, што е така малце грубо, што е на моменти неправилно, на моменти неточно, на моменти можеби не му ги собира сите зборчиња во еден стих. Звучи тоа малце избрзано и нешто и некако, ама одговара. И мислам дека тука соработката со Лука му помага многу, бидејќи Лука е и добар рапер и добар продуцент, и мислам дека одличен продуцент, се многу добро дуо и ја некако можам да си ги спојам и у енергија, и у музика, и у филм. Мислам дека си одговараат, и као што знам и Вандалот има голем респект за Лука и за неговата работа, кога го збореше и кај нас во емисија. Апсолутно. И мислам дека се добро дуо и тоа се покажи во Амок. Многу убаво строчи тоа што сакав ја да го кажам, мене ми е тоа најголем хайлайт дека збори за работите што стварно му се дешаваат, има интересни панчови и јако ја можеби не можам да се поистоветам со нив, ама можам да сватам од кај доаѓа и зашто го кажува тоа. Да, доволно ти е еднаш да го видиш, за да знаеш, да направиш реален муавет со него, за да сватиш од кај све доаѓа, брат. Шараут за Вандалот, преслушате го неговото EP Петарда. Преслушате го неговиот албум Лирички вандализам или ако сакате изгледајте го нашето интервју со него
на крајот од првата сезона на Пандамониум радио шоу, ако не се лажам, тоа е видео со најмногу views на YouTube. Да. До сега, така да може ќе ви се појави во релетит некаде од страна, али огромен шараут до Вандалот. Сакаме да слушаме што повеќе проекти од македонската сцена и токму поради тоа почнавме со проектите оваа емисија, бидејќи сметаме дека синглови се супер, може да вади секој синглови се пуштаат во клуб, синглови се имаат можеби во ротација и на плейлисти, али многу е потешко да извадиш еден солиден проект. Последно од македонски артист и тоа да има смисла и да биде концизно и да биде како што треба. Вандал извади 2 во една година и мора да се испоштува хасалот. Види, ја ќе ти кажам, затоа многу артисти не е дека нема попознати рапери од Курчо и од Секси Марса, брат. Ама Курчо и Секси Марс имаат каталог позади нив со кој што може да истераат еден цел настап под 40 минути, ме разбираш? Да. Многу рапери кои што имаат views, кои што имаат гледаност, кои што многу поише луѓе ги знаат, кои што многу се поише поврзани со културата и со младите луѓе на денешницава, нема толкав рантайм на својата дискографија, ме разбираш? Џабе ќе бидат викнати, филери не може да прават. Така да вадете проекти, дечки, стварно многу е битна работа, многу поише значи, тоа се дела што остануваат, траките се траки, најчесто голем дел од нив и се забораваат и со ретки исклучоци. И тоа е исто така огромен достиж, ако имаш некоја таква легендарна трака, ги има поише у последните 4-5 години на кои што се сеќавам, ама дефинитивно, ако тоа го велиме цело време ние ко Пандамониум, онака тоа не е заеднички став и на мене и на Дарко. Проекти секогаш се со поголемо значење неголи синглови, мора да е приврзано за нешто, мора да има некое поголемо значење и затоа и со овој редослед идеме, пошто 5 траки се EP, ама на Вандало тоа му дава 23 минути рантайм, тоа е веќе пола концерт, ме разбираш? И лирички вандализам, пола песни, тоа се веќе 40 минути рантайм. Да. Ами добри се песните, Лукас брат. Помацки го имаш позади, ти имаш цел концерт позади тебе, ме разбираш, као тоа е. Така да мислам дека треба, се уште трае тоа, гледам луѓе, многу луѓе се трошат на една песна и после ги снемува или ќе даат све за едната песна и после пак ќе ги снема. Мислам дека треба да се работи кон дела пак и секогаш кога ќе има некое такво дело, проект, ние секогаш ќе бидеме тука да го поддржиме. Барем онака тоа можам да го ветам на секого. Не знам, такви сме, брат. Ние Дарко на пример е диџеј, разбирате, како Дарко е човекот кој што треба највише да се фокусира на синглови, ама не дома слуша албуми, пошто that's the right thing to do, барем според мене. Секој артист има да покаже многу поише неголи синглот на албумот. Или некоја одредена песна. Брат, албумите се тоа што прават еден артист да е тој што е, да е таму горе каде што е, да има фанови, да има верна фанбаза, да има статусот во хип-хопот, да има статусот во општо во музиката. Не се прави тоа со синглови. Да, може со синглови може да бидеш one hit wonder, two hit wonder. Да. До кога ќе трае тоа, ме разбираш? Дорека не да е следниот one hit wonder кој ќе биде 2 години помалку од тебе, ќе биде поинтересен, ќе има пошарена фризура или ќе земе нов инструментал, малце поразличен од претходно. Види, од друга страна, сега вадиш синглови, окей, views, топ, све, ама тие што те слушале и тие што ти ги направиле тие views моментално на спотот, тие после 2 години, брат, ќе сагаат нешто друго. Ти ако не растеш со нив музиката, ако не ти расти, да, цело време таргетираш некој кој што се помлади, тогаш буквално you lost in the sauce, се губиш у сосот, ме разбираш, се губиш у твојата уметност и тоа е најлошото нешто, кога ќе заглавиш, кога ќе имаш таков некој блок и не за џабе го збориме. Не е дека ние имаме некоја професионална перспектива, ама со луѓе кои што имаат преслушано премногу музика и кои што се заинтересирани за сето тоа и кои што гледале кревање и падови на луѓе со кариери, еве ќе ги наречам кариери, мислам дека може да кажеме како е и што е. Брат, ми тоа било така и од секогаш и тоа е... Цело време, ама и плюс цело време сме тука помеѓу музика, ме разбираш, како заедничкиве пријатели сите ни креираат музика. Тоа е, разбираш. Ние збориме за музика, овде го имаме Пандамониум, ти си диџеј од пред 12 години. Тука сме, цело време е музиката околу нас, како тоа тежи нешто, ме разбираш, не е за џабе. Не се ни правам нешто што не сум, само сум човек што има преслушано премногу музика, онака 10,000 hours ко ништо. Можам да го кажам нешто, пошто знам дека било така. Times and Times Agency има повторувано нешто,
И затоа тоа е додуше и предупредување за луѓе, пошто стварно има луѓе кои што се многу оддадени на музиката, ама не изгледаат така. Ме разбираш, им значи нешто многу, ама со својата креативност и својата перфектност што сакаат да ја достигнат, најчесто се закупуваат сами. Не изгледа така од надворешна страна, бидејќи ние не знаеме Шо на ти колку музика работите вие во студио, се дека не е тоа извадено Апсолутно. надвор. А ако се има повеќе музика, ако самиот артист има што да каже повеќе, најверојатно тоа би го направил преку проект. Бар во денешно време со Spotify, со YouTube, еве знаеме ќе го земеме Drake за пример, знаеме на колку различни начини ти можеш да склопиш под наводници еден проект. Може да ти биде плейлиста, може да ти биде микстейп, може да ти биде EP, може да ти биде LP, единечен албум, двоен албум, ремикс албум. Да. Има милион креативни начини како тоа може да се склопи, да се извади. Ама треба да се извади музиката на која се работи дома, без разлика и да не е толку најперфектна и најквалитетна, бидејќи нормално дека на 18 години не може да вадиш перфектна и квалитетна музика. Нормално е тоа, се учи, разбираш, кога се учи сето тоа. Да не забегувам премногу, само ќе даваме еден пример, тоа го гледав буквално пред месец дена. Има една многу добар серијал сега од Idea Generation или како и да се викаше, Нова од Комплекс, сега се отцепи и направи свој YouTube канал, збори со рапери и со артисти, брат. Го седнува Алхемист и го прашува за искуствата, бидејќи има соработувано со премногу рапери и доаѓа currency на тема. И ми вика, нема видено таков човек. Вика 2011 кога го правиме Covered Coup, легендарен албум, ми вика го снимаме и сваќаме дека ни тргна работа. Снимаме една-две песни, 3 песни во една вечер. И ми вика ајде ги вадиме кој EP. И овој му вика нема шанси, ваква соработка, идеме минимум ќе правиме албум. Не брат, мене ми треба нешто да извадам вечер, не разбираш ти, моите фанови сакаат секоја недела музика. И ми вика и на крајот најде на YouTube Rick Ross бит, го спушти битот, ми го фрли у MPC му го пуштив на вакво, снимаше фристайл и го пушти на SoundCloud у 2010-та, ме разбираш. Таква му беше фан база, таков му беше хасал од него, каде што цело време фановите беа жедни и гладни за музика и човеков и да не беше толку добро и да не беше префинато, секад им даваше. Тоа е многу добар пристап. Кој што исто така ќе функционира и овде. Консистенси и ски. Не смееш, посебно во ваков разводнет и дайлурет маркет кој што е Македонија, не можеш со чекање многу време. Не те гази времето и тоа е факт. Посебно ако си млад и ако немаш што да изгубиш под наводници. Дефинитивно. Така? Дефинитивно. Пошто секад ти све правиш од ground up. Со ти и со твоите другари кои што се најчесто позади тебе. Тој го зборевме прошла и во првата сезона дека не поминеш ни самиот процес на вадење на песна, на вадење на албум, на вадење на целата таа промоција, целото тоа шиткање, сите ствари кои се поврзани со еден проект. Не може ни да знаеш како оди тоа. И затоа е добро да се направи, како што ние не знаевме во што влагаме се дека не почневме да снимаме. Сите проблеми со камерите, сите проблеми со микрофоните, со опремата, со закачување на стриминг сервиси, со YouTube, со учиш во од и тоа е најдобро, бидејќи ти сам растеш и се развиваш со учење, правејќи ги работите. Се дека чекаш да биде тоа перфектно или да биде толку добро или толку не знам нешто не до сега чуено, само се губи времето и само тоа е blessing and a curse, брат. Тоа е буквално, ама најчесто е curse каде што се заебуваш во тој момент. Тоа е многу интересно дека сега имаме следните 4 проекти ни се од артисти кои се релативно млади, кои можеби се први проекти на повеќето и и еден искусен, ја би го рекол. Ќе ги спомнеме сите. Првиот што реков искусен е Martix од Кочани, албумот Never More. Зборев со Martix, Мартин ми го имаше и пуштено и малце порано. Зборевме и сакаше да го прикачи на Spotify. Ти знам дека не успеа него да го преслушаш, ама знаеш како, самиот албум сам по себе и тоа што Мартин го прави во него е одлично. Феноменално. Продукцијата е ептен таква кон него. Човекот слуша многу карактеристична музика, слуша хип-хоп, ама на пример огромен фан на Bigel, MF Doom, артист кој што јас го слушам, кога се видов му Кочани, буквално дое со MF Doom мајца, отидов го поздрав, го гушнав, му е сликав мичка така. Mutual respect огромен имаме, барем ја имам респект за него. И кога ми кажа слушни го и кажи ми што мислиш, искрено не ни успеав тоаш.
И вајде и ова е првите зборови за Nevermore. Албумот не е толку долг, одличен рантайм има. Иако е со тешки тематики, е easy listen, што е многу тешко да се постигне. Воглавно се бумбап битови, таква е продукцијата потрадиционална, но е многу, би рекол, поддржана со многу добри семплови, многу добри мелодии, голем рейндж на мелодии, со најразлични, значи степени на, значи имаш интрото е феноменално, каде што имаш некој онака medieval war music type shit, па после се префрла на нешто црковно, па после имаш македонски инсерти од телевизии закочани. И тоа ми е онака, ако треба у една реченица да го опишам, огледало, тоа што беше за Тетово, е Nevermore е закочани. Од на град и на животот со кој што израснал онака Мартин во Кочани, многу добро го опишува, многу онака и дури и јасно слики со неговите песни. Тешки ударни се, има многу добри моменти, многу добри панчови кои што онака тебе те враќаат исто и како и Курчо и он е студент на општа компаративна и онака девојка ми исто го студираше и знам од кај доаѓаат луѓе, знам колку се инвестирани во тоа читање книги, во поштување на уметнички дела кои што се и знам од кај доаѓа, знам која му е желбата за да направи нешто што е онака кој што ти викаш нешто нечуено, за да напише текст кој што ќе биде многу покарактеристичен, многу потежок за да се свати. И на албумот е буквално сам, мислам дека Кирил Стоименов, влах кој што го имаме зборено, му помага само на рефренот и уште Боемо, ако не се лажам, појма немам, тој е прв онака рапер од Кочани, кој што исто така се наоѓа и тоа е као преработка или некоја референца на негова песна, тоа не успеав да го слушнам, но онака кој што реков, дефинитивно ода за Кочани, за животот во Источна Македонија, што и како е во тоа време, бидејќи Мартин можеби малце и постар од мене, можеби 2 години. Не знам, феноменален човек, многу интересен лик, позитивен и покрај сите ствари онака го слушаш и го гледаш човеков и си викаш не, као he's been through some shit и на еден начин ти го кажува тоа преку музиката, не се плаши од тоа. И ја тоа многу го поштојам, тоа ми е онака за не знам, за почит пред се. Има еден многу добар лајн, буквално го скриншотнав. Во војна сумот, кој денес не е поблак, се плашев мисли да не ги пишува во стрип облак. Болно дробот, непознатото ме гребеше во мојата соба која детска никогаш не беше. Мава, ме разбираш, као тоа удира кај што е, пошто I've been there, као знам како е, ме разбираш. Мојата детска никогаш не беше детска. Мојата соба никогаш не беше детска. И го знам тоа како е, буквално. Како и да го поистоветуваш тоа. На каков и начин ти да си го преведеш на еден начин, бидејќи јазикот сепак е преносен. Удира, брат. Те мава. Така да, Мартин, shout out to you, се гледа од кај доаѓа и енергијата и жетта онака за сето тоа. И мило ми е дека постојат луѓе кои што ги имаат тие вредности, не се ни работи за вистински рап, ме разбираш, се работи за тематика, за енергија, за желба која што човеков и време и пот кој што го има внесено во сето тоа. И исто така звучи прекрасно. Звучи микс и мастер се одлични, не звучи онака, звучи ко стварно парче музика, парче албум, целосен проект. Единствено нешто што беше проблем и тоа што знам е дека една песна фали на Spotify, ја нема, искрено не знам која точно, само знам дека имаше семпл од Коен и не можевме никако да го клирнеме и ја пробував со него, зборевме што и како, ама никако не успеа валјда тоа да го направи. Така да, all in all, феноменален албум, стварно, во денешницава барем, не постојат и ретки се, не дека не постојат, туку се многу ретки такви артисти кои што обработуваат таква музика. Знам, можеби долго беше, ама морав ова да го кажам, пошто ми лежеше на душа онака. Не, многу убаво го срочи. Стварно е така, него ни преувеличувам нешто, ме разбираш, као на некои луѓе продукцијата нема да им се свиѓа, тој дека како рапува тврдо нема да им се свиѓа, ама ако тргнеш сето тоа на страна и објективно го гледаш, е рап албум, кај што се збори многу, кај што се зборат многу ствари. И не е ни тој муавет класичен скопски улица ствари, стварно исто кој што зборевме и за Оскар и за македонска каменица, ова ти дава сосема друга перспектива, ме разбираш.
ретки се таквите моменти, затоа тие се вреднувани дека окей, за Скопје имаме многу примери, стварно имаме многу добри албуми. Ама немаме за околината. Македонија е многу поише од Скопје. Да. Многу поразлични животи се живеат во провинцијата онака, се што е надвор од Скопје или околу Скопје, а секаде има живот. И тие перспективи да ги согледаш онака и да ги изслушаш срочени во такво дело, феноменална ствар. Не можеш ништо друго освен да го поштуваш. А исто Мартин исто настапуваше на и не е ни таков, не е ни на пример дека е она заглавен рапер кај што само рапува на не, човекот има соработки со Драги, има свеко, многу е и таков и флуиден во тоа што го прави. Може да се најде на било каков бит, на било каква продукција. Квалитетен рапер, буквално ги има многу голем дел од истите вредности кои што ги има Курчо, ги има и тој. Не дека ги споредувам или ги ставам во исти кош. Курчо на пример е многу музикален него ли што е Мартин. Мартин е онака малце по-традиционален кон својот пристап кон хип-хоп музиката, ама тоа не е лошо. Тоа не е воопшто лошо. Тоа му дава за тој да го изоштри онака мечот и за да креира феноменален албум. Тоа е тоа. Ама како и да е, врв за мене е еден од подобрите изданија, ме потсеќа многу као се чувствував кога искочи огледало. Исто се чувствувам и сега, така да Ништо мора да го преслушаме ASAP. Дефинитивно вреди, да, брат. мислење на Вреди. Си бара онака време, не е ни долг нешто многу, ама да ти легне, разбираш? Не е, кој што кажа ти, не е албум за да го преслушаш one and done. Нека проиде, изслушај го, преслушај го после 2-3 месеци и види како ќе ти се свиѓа. Сосема поинако е. И ти треба мут посебен, онака ти треба да тргнеш све на страна и да го изслушаш за да го сетиш убаво. Не сум ја љубител на таков хип-хоп и посебно на таков саунд и на такви тематики, ми треба да сум баш управиот мајндсет за да се речам ај добра, сега да влезам у светот на Мартикс онака, а не сум често там. Да, разбирливо. Ја онака сакав да го слушнам пошто имаме правено муавет со Мартин. Знам од кај доаѓа, има, не знам, интересно ми е, ме разбираш, секад сакам да видам, заинтригиран сум да ја видам другата страна и тоа ми дава сила и да ги слушам, А стварно не е easy listen, ама не е лесен за слушање во смисла дека ако не знам, ако си емпатичен онака, како ќе ги чувствуваш ствариве, ме разбираш, како такви се директни се за и тебе да те мавнат. Не тука се не бегаат. Како и да е. Идеме на следно, ама Мартикс, Nevermore, дефинитивно. Преслушате го албумот, ќе ставиме вајда линкови апсолутно. во description, навлезете на овие ствари, ако ви се свиѓа муавето, рече да е многу добар ревју, ќе го преслушам ја, па некад понатака ќе збориме за ова, али ако е вака како што го објасни ти и го опиша, се надевам дека не го оверселнав, ама ја така се чувствувам за албумот. Big up и до тебе, big up и до Мартикс. Идеме со два проекти од екипата на Visionary Records, кои више ги имаме спомнато тука. Да. Шараут до Марс, шараут до Хайпер, шараут до Funky, шараут до цела екипа. Дечките се топ, ги имаме зборено во првата сезона, се запознавме во живо, дел од нив доаѓаат и на нашите настани у ЕПИ. Ја дури им бев и на еден настан, кога настапува еден настап на Кеј, на отворено, преку ден беше некоја средношколски фестивал. Да, се сеќавам на тоа. И си поминав супер, има одличен настап заедно и со една млада панк група Хајка, кој исто така створивме некој однос преку ноќниот живот, преку епи. И они извадија два албуми кон крајот на 2021. Да збориме прво за Марс, кој више го имаме зборено, или да збориме за Funky, кој мислам дека го немаме зборено. Ќе го спомнеме Марс, зашо а не? Нокен Спектар. Нокен Спектар, пуштивме 2-3 песни од самиот албум во првата сезона, ги зборевме. Може да се навратите и таму да чуете што имам да кажам. Мен искрено ке Марс, па дури ке цела нивна екипа ми се допаѓа тоа што имаат многу реални причи и многу се, како да кажам, down to earth за рапери од Скопје кои се млади. На повеќето нивни врсници кои прават музика се поише за хајп, спротивното, се поише онака сакаат, некои прават муабети кои не ги живеат, го прават тоа за популарност, го прават тоа за views, го прават тоа за девојки. Мојот впечаток е дека нивната екипа не го прави тоа така. Кај Марс ми се допаѓа тоа што иако е толку млад, може да ги искаже убаво своите чувства и како се осеќа и како ме размислува во поглед на животот. Ми се свиѓа селекцијата на битови, ми се свиѓа како е секвенциониран целиот албум од прва до последна песна со интро. Дури на интрото има ставено и семпл од нашата емисија кај што збориме за тоа.
Тоа ни направи голема чест, big up до цела екипа на мене Дарко ми го Visionary пушти Records. тоа, онака бевме на пат, валјда некаде идевме, Да. дали на кај Радовиш или нешто, и ме удри ептен у кола онака и си Да, вау, тоа беше јак момент. дефинитивно. Брат, значи ја зборевме песната Визија, имам визија за љубов, значи збори за такви работи, тоа најмногу ме допира од се. Мора да признам дека има многу да се работи на скилот за рапување посебно. Кај Марс има добри идеи, но мислам дека flow, delivery мора да се работи на тоа. Апсолутно. И ќе се навратам на моментот што го разговаравме пред малце, мило ми е дека го извади ова парче музика од себе и сега подлучено од ова, знам дека прави и промоција на самиот албум, подлучено од ова да Нормално. го прави следниот проект. Нормално. Дарко имаше поише време онака да го слуша, бидејќи и се знае со Марс. Ја се поздравив последниот пат кога бев на Дарко на роденденот, се видовме у Епи. Знаеш како? Кој што кажа. Ова ја пак со моите споредби, ама валјда ти ќе ме сватиш. Не знам дали луѓето ќе ме сватат. Wale Ambition. J. Cole, Friday Night Lights. Ме разбираш? Тој момент. Нешто помеѓу Backpack и нешто помеѓу мејнстрим апил, брат. Да. Тоа е сосема окей. Тоа не е никаква критика. Тоа е супер, брат. Тие два албуми ми се едни од најсаканите до 2009, ме разбираш како. Тоа е од моја страна комплимент у смисла. Интрото е такво кој што е феноменално, кој што треба интро да биде. Самиот факт дека има исочок кај што ти збориш е феноменално, му дава уште толку поише. Но како течи работава цела? Сваќаш дека кој што кажа ти, ја би го нарекол тоа рапувањето, не самото рапување, но тематиката што ја обработува, дури и на моменти е детска. Ме разбираш? Ама не е тоа лошо. Зошто? Пошто луѓево имаат 18-19 години. Не треба да рапуваат за друго. Не треба да рапуваат. Тоа е нивната прича, брат. Тоа е нивното. Звучи детски бидејќи ја имам 27 години. Ама не го гледам тоа, I don't look down on it, не го гледам од некоја повисока позиција и да си кажам, абе шо прават овие, се глупираат. Не, пошто Тоа е животот, брат. Тоа е животот. Тоа мене ми се дешаваше на 18 години, тоа сагав ја да се протнам, да бидам нешто од себе. Тие се стварите, тие им се желбите, тие им се амбициите, работат кон тоа. Продукцијата исто така. Продукцијата ми е онака, баш ме потсеќа на тој момент, 2009 Ambition, онака, стварно ме потсеќа. Некогаш имаш моменти каде што има поише рап, некогаш има трап. Убаво ми е, ме разбираш има целокуп. семплови, има пеење, има мелодии, пробуваат, експериментираат. Тоа е, се пронаоѓаат себе си, брат. Тоа што беше Friday Night Lights за J. Cole, кај што се пронаоѓа онака и на R&B битови да рапува и све. И Ambition, истото и за Марс. Многу убаво ги спореди бидејќи честа тематика во песните е амбицијата да се стане нешто, да се стане рапер, да се стане. Ќе станам најдобар, тоа го вели тој. Тоа Знам дека не сум сега, ама еден ден ќе станам. Нормално, да. Тоа, ако не се лажам, и тој има, не знам дали свесно или несвесно, ама ја кажува референцата на MF Doom, кај што вели демек омилениот рапер на твојот омилен рапер, така да не знам дали е свесно или несвесно, ама MF Doom said that, така да. Big up за тоа, да. Апсолутно, да. Албумот се вика Нокен Спектар, има 10 песни, 38 минути. Може да кажам дека е добар за слушање, лесен за слушање, има концизност, има некој тек од првата последна песна, може да не ви се свија се што се наоѓа на самиот албум, али тоа е нормално. Види, тоа што го кажа е издржано, брат. Ама е прв проект, ме разбираш. Доброто во сето тоа е што човекот не се плаши да се покаже до кај. Точно. И си вика, јас сум ова сега у овој момент. Ама доаѓа 2022, ќе видиме сега до кај сум. Ако нема подобрување, окей, идеме на следно, ме разбираш, ама работава е да не се плашиш, да си го тргнеш тоа егото, дека секој проект или секој следен мора да биде подобар, појак. Зачувај си ги само твоите вредности и прави и креирај музиката што сакаш ти да ја креираш. Направи го најдоброто со тоа што го имаш моментално и што можеш. Не е лесно да изостриш она пишување за една година. Тоа е многу тешка ствар, брат. Ама ќе биде, како и да е, ќе стигнеш, само треба да се работи. Ова е тестамент на тоа. И цела екипа, не е само он, туку и цела екипа е. И нормално е, грешки се прават, не се такви, у смисла, не се grave mistakes, каде што
завршува е нешто, ме разбираш? Не, тоа е само Може можеби критика од наша страна бидејќи можеби ние го согледуваме тоа. Нивните врсници може и да не го согледуваат тоа, за нив да не е грешка. не е грешка, туку можеби не е доволно добро нешто или нешто не е доволно добро направено или некоја Да, има да, некој да. момент кај што Ама тоа се доаѓа со искуство, брат. Тоа све доаѓа и со искуство. Не знаат луѓе колку е тешко да ставиш ти текст на бит. Ме разбираш, као имаш одредени не знам, сериозна работа, ме разбираш, као стварно треба скилсет и тоа се оштри, тоа со поише со време и колку поише и креираш и правиш, се подобар си. брат, ти рачунај дека од нивната екипа излегуваат 2 проекти во рок од многу краток период, што е огромно, многу премногу за почит. И вториот проект кој ќе го збориме од Funky, кој се вика DOMM, Дом, не знам што значи оваа кратенка. И тука има 10 песни. Значи првиот проект има 10 песни, тука има 10 песни. Тоа се 20 песни кои излагаат од нивното студио, од нивната екипа. Тие дури има и во Значи, бифета в Талиџа, ако не се лажам, некаде во Лептокари Има промоција, некој настап, има да. промоција. Марса беше, а исто така не можев да отидам заедно со него, ме молеше. Имав работа и исто жал ми е дека стварно не можам некогаш да дојдам на такви ствари, ама сакам да дадам поддршка. И мило ми е дека го минуваат низ тоа, ме разбираш, Исто. го прават се до тоа, they're paving the way. Дали го Не за некој друг, туку за самите себе, ме разбираш, Точно, сами си го точно. туркаат патот. И тоа е добро. Дали го преслуша Дом на Funky? Јоп, да, ова е малце поинакво, не е истото што За мене е доста поинаку. Да, Можам да ова кажам е- дека Funky е многу подобар рапер и многу потрадиционален рапер од Јоп. Марс. Иако тематиките мене на Марс повеќе ми се допаѓаат. Не сакам да ги споредувам, двата се посебни артисти, иако се од иста екипа, али на пример Funky е многу рап на моменти за мене. да, Знаеш дека не сакам баш такви да, дури и за Рапид и мене, рап. за човек кој што Многу- сака рап, многу брзи рапови, многу такви некои рими, кога мене ме потсеќа, не знам, на моменти ме потсеќа на RNS. Не сум дека преголем фан на RNS. Поради она флоу, оние брзи Да. рими, Eminem, RNS. да, lyrical, miracle, spiritual, individual, да. Разбирам, ама и тоа што кажа, брат, види сега, први проекти сакаат да се покажат, сакаат да покажат скилсет, сакаат да покажат флоу, сакаат да покажат brief control, дека имаат, дека може да го држат сето тоа. И тоа е окей. Работава е дека понекогаш се и баш тогаш, ама у тие моменти се гледа дека правиш грешки. Има моменти каде што ставаш премногу слогови, каде што не може да издржи битот и онака. Имаше дури еден момент каде што тој знаеше дека иде оф бит и дека не му иде добро и тоа го спомна у текстот. И тоа е одличен момент за мене, пошто тоа си свесен што правиш, ме разбираш, не го правиш несвесно. Да. Но на моменти звучи непрофесионално, звучи онака избрзано, каде што се преплетуваат зборовите, I've been there, done that, знам како е и тоа се средува. Затоа велам, скилсет е да ставиш одредена 16-ка на бит. На бит. И да звучи тоа добро. Да. Значи слоговите треба да ти се наброи или треба да знаеш како да ги споиш. И од тука сето тоа, колку поише пишуваш, толку поише ти се оштри тоа. Албумот онака, кој што реков, и мислам уствари ти кој што кажа. Е малце поише рап него ли било што друго. У последно време што имам слушнато, Ептен и мене ме потсеќа на Eminem, на RNS, такво брзо рапување, каде што онака рафали пукаат, панчови се лупаат. Not my cup of tea, у смисла каде што сакам рап, ама мене поише ме заинтригира, ќе ме заинтригира нешто друго. Flow, онака, не it doesn't do it for me anymore. Као, не знам, Logic и од тоаш ми стана малце кринџи, онака све, да се вадат само рапери од технички аспект. Мора да има солидна комбинација од сите три ствари. И на моменти има. И на моменти има. Тука има. Значи мене песната Има. Каде ми е хајлайт и мислам дека песната Ракопис се брат најдобрата убедливо стендаут. Која беше песната со Марс, каде што се двајцата, каде што има Нова ера и таа нова исто ера. така. Трап бит и после има брейкдаун, има switch, каде што после на крај почнува онака по традиционален хип-хоп бит. Тоа е многу добро. Ракопис е мастерпис. Мене исто таа песна ми онака ми Дефинитивно. звучи као нешто преако направено на британската припаѓа овде, сцена пред да. 10 години, онака припаѓа нешто овде. као скроз Јап. Не припаѓа овде. премногу отскокнува би рекол. Да. Од другото. Затоа не припаѓаме, разбираш, не е дека не е негова песна. Песна е феноменална. Многу поише нивоа нагоре него ли се друго на албумов. Таа е отскокнува бидејќи А не дека овие другиве се лоши.
Ова е феноменална, ме Да, разбираш? да. Ама и различна е, брат. Тука го нема тоа рапување, тука референот има И женскиот вокал исто прекрасен, многу добро срочена, многу добра направена концизна песна, брат. Со сите елементи кои што ние Се ги слагам. сакаме во една песна, Се ме слагам, разбираш? се Као, слагам. Све има. А е многу неконвенционално за македонски хип-хоп под И наводници. тоа е добро, затоа функционира. И затоа и одскокнува и затоа Да. ти го зема вниманието онака. И од друга страна нормално си има low points. Како и секој проект секогаш ќе има low points. Не го сваѓате ова грешно, стварно го велам за добро. Следната песна посебно. Значи буквално вчера го слушав албумот и ја пуштам ракопис, доаѓа и у ВЦБ, брат. Си викам, вау, чекај малце, ја враќам назад, ја враќам втор пат, ја враќам трет пат. Си викам, вау, ако продолжи вака проектов надоле, као, that's it for me, као, тоа е. Ама не беше тоа така. Стварно онака малце ме разочара. Во смисла дека следната песна е веќе нешто чуено. И тоа не е конкретно само кон фанки, не е само кон, значи си има десено безброј пати. И тоа го велам за добро, као боле би било и без неа. Кажи ја причата дека ја неа Да, ја седи одма. Неа сконтав причата се дека ти не ми ја кажа пред да почнеме со Јас снимање. сконтав одмат, као бидејќи читам, гледам, лани уште у првата сезона се деси, имавме МК сцена, Елисе буквално свежо имаше извадено, нема шанси и тогаш и мене и тебе имавме онака Многу ни се одличен, свиеш. да, многу ни се свиеш и ден денес уште ми се свија. Работава што сватив дека таа песна веќе постои, јапонска песна со се бит, со се флоу, со се кейденс, со све и као буквално се чувствувам само кога да има две верзии на македонски, да е преведена само на различен начин, без разлика дека се збори за сосема две различни ствари. Есенцијата на песната и целата естетика на песната е иста, Значи, тотално. историја оваа следна песна Groovestone те потсеќа на таа на Елисе, а таа Елисе знаеш дека е Брат, некоја ја би отишол до таму да кажам дека е истата песна. Истото флоу е, истиот кейденс е, само текстот е различен, ме разбираш. У тој момент нарече го фристайл тоа, ме разбираш, као ако веќе имаш нешто што се дешава, тоа хип-хопот е таков, као има премногу ствари кои што на фристайл ќе се стави 16 кога фрлиш. Ова не е тоа, ова си е песна цела, со се рефрен, со се мелодијата, со се битот, со се семплот внатре. Ама битот и самиот кейденс ја прави песнава да биде тоа што е. И кога го слушнав тоа, ај буквално има видено дека постои песна многу оддамна исто, мислам многу оддамна, како постои уште пред Елиси и оттаму е земен битот и после видов дека и уствари на некои песни каде што се правени ремекси, каде што е земен битот, тогаш YouTube го има препознаено. И има земено копирајт. Затоа знам дека е тоа така. Тоа ми е единствената критика. Ја би искрено не знам дали во моментот на снимање или во вадење биле свесни дека постои песнава или не. Сепак Македонија, не знам, посебно Скопје не толку голем град и не толку многу рапери има за да не се чуе нешто ново. Мојот впечаток е дека албумот ова не додава, дури повеќе ми одзема. Ми одзема од ракопис што онака ми остана хайлайт на неделава и ја слушнав преку 10 пати песнава. И ми одзема од незината гениалност, од незината уметност, ми одзема бидејќи сега така се чувствувам. Но кој што кажат, за подобро или полошо, први албуми се работат, дечките се многу онака имаат голем потенцијал, се гледа тоа, работат на себе, се држат, имаат мал круг на соработници каде што имаат inner house producers, си работат сите за себе, тоа е исто така многу добро, а имаат поширок круг на пријатели кои што ги поддржуваат. И исто така е тоа многу видливо и во музиката и на социјал медија и кога и на настапите. И на настапите што ги имам гледано сторис онака. Феноменално. Само да продолжат. Ова не е никако, ова е критика. Ја искрено сум таков без влакна на јазик. Стварно кажувам тоа што ми лежи, не сакам никој да ми замери за тоа. Не мора да го зимате лично, ја кажувам што мислам. Ова колку беше критика кон фанки, беше критика и кон Елисеј, пошто и таму ми се одзеде сето тоа, пошто знам дека песнава е само преработка и преведена на македонски. Ама
не е крај на светот, ме разбираш, као никако. само не треба да бидеш за не треба да бидеш запамтен ко човекот што го направи тоа. Имаш шанса да направиш и дечки да работат, разбираш, свесен сум дека сигурно следува нешто пак добро. Работат и тоа е најдобрата ствар. Ова не треба да ги турне, ова треба да им дае потик за да си ги активираат уште толку поише и своите инхаус продуценти да го креираат. Има премногу македонски добри продуценти кои што прават традиционални битови. Сигурен сум дека фанки ако она reach out не до нив, сигурен сум дека ќе најде нешто. Не ни мора да се најпознатите, ме разбираш, не мора тие да се од највисокиот ТВ ешалон ако постои такво нешто во Македонија од продуценти, ама секако постои млади продуценти кои што креираат. Лукас Помацки, ме разбираш, како Лукс Мала. Еден од нив. Он е таков нерд за хип-хоп кој што сакаат фанки. Да. Кој што сакаат и фанки и неговата екипа, извини. Така да има оригиналност. Мене тоа ми е. Зашто би зел бит од некој од интернет, а не направиш соработка со македонски артист? Се слагам. Тоа секого ако само валја е полесно. Јас сваќам тешкотијата на сето тоа. Ама the extra effort is worth it. Ја би рекол. Секогаш. Ја би рекол дека е worth it, брат. И се надам дека нема сватат дечки да може би ќе се видиме некаде низ Зепи или на некој настан, а не сакам да ми замарат, не сум таков да кењам ствари, го кажувам за добро. И знам зошто го кажувам ова. Мислам дека е добар совет, брат, и мислам дека треба да се придржат до тоа, посебно да се прави. all in all, за двата албуми, за тоа што Visionary Records си го прават и самото име кажува Visionary. Тука се, ме разбираш, така само треба да продолжат, значи, само истата енергија да ја задржат, само да тераат да си ги задржат своите вредности, да не да се продаваат, ама да не се менуваат за глупи ствари кои што немаат никаква ниту пак материјална вредност реално у Македонија, ниту пак некоја поголема вредност, ме разбираш, лична, духовна или што и да е, пошто views не се духовна вредност, ме разбираш. Тоа е бламаж. Бројки, брат, што ништо не значат во реалниот свет. Апсолутно. Реално. Идеме на следниот проект, може последен проект за денеска? Јап. Сабајле го слушавме двајцата. Да, ова беше шарал, па затоа, глеј, ја тоа ќе кажам, затоа велам на луѓе треба да ни пишуваат што е свежо, пошто има ствари. Викса, мислам дека и сме го слушнале, ќе збориме за Викса, изгубен во превод. Да. Проект кој што исто така е неодамна изваден, краток проект, кој што ете и мене и Дарко него ни фативме, ме разбираш, нит на социјални мрежи, нит ништо. Видов после дека има спот изваден дека е све. За на крајот да не изненади тотално и да сме свикаме, ова е добро. Тоа ни беа првите реакции, реално. Right off the bat ќе кажам дека Сега ни го прати на Јуко, поставивме прашање на Инстаграм, Да. ни пишеа да го преслушаме. И почнавме да го слушаме, двајцата паралелно го слушавме по дома. Да. Праче беше малце пред мене, ја му пишувам, брат, го слушаш ли албумов? Вика, брат, више сум до последна песна. Вика, мај, добре, чекај да го преслушам, многу ми се свија. Брат, мора да дам шараут за Викса, значи, изгубен во превод, ова збориме први импресии, само еднаш ги имаме преслушано од Сабајле, додека јас песната Контрола ја вратив неколку пати. 8 песни, 19 минути 49 секунди, значи брз, лесен, краток за слушање. Јап. Ми се свига, брат, дека за мене нешто уникатно за македонската сцена. Ми звучи многу модерно, ми звучи многу по наводници американски. Може би не толку модерно, ама ми звучи као саунд и вајб и некоја зона што ми се свига последниве 10 години од американската сцена. Ми се свига начинот на пеење, ми се свига начинот на рапување, ми се свигаат тематиките. Тематиките се исто така би рекол дека се претпоставам дека се реални за него, реални за Викса. Од друга страна има многу референци кон Америка, кон американски рапери. Мене тоа лично ми се допаѓа, ти мене ми кажа дека можеби не ти се допаѓа толку. Ми се свигаат референци кон кошаркари и кон некои ствари за кои и јас имам интереси слично како него. Албумот има некој таков малце трипи вајб. На момент има една песна што е дрил, има еден фристайл, така да се наоѓам во различни моменти. Претпоставам дека него му е прв албум и добро е дека ги представува под наводници сите своји страни и сите своји интереси во едно место, а од друга страна ми звучи како да е еден проект. Не знам дали е поради продукцијата, видов дека некои песни се ги има продуцирано и сам. Ми звучи како еден проект, концизно ми е, добро ми е за слушање,
Трагата Контрол, ако не се лажам, му е и најслушана на Spotify, да, и таа ми отскокнува многу исто како песната на Фанки и на девојката Маги. Така. Значи, ми отскокнува многу, има и други неколку песни кои се добри. И за крај, морам да го пофалам и каверот. Каверот искрено премногу ми се свија. Ова е многу модерен и 2022 кавер. Не знам дали го направил сам или некој му го направил, али секоја чест за мене еден комплетен проект. Го има и на Инстаграм, го има и на Spotify, го има и на YouTube. Изгледа добро. Мислам дека има еден спот за песната 2006 фристайл. Да. И у принцип тоа е тоа, сцена се ми се свига. Мислам дека дечкото слуша многу добра музика, бар според референциите кои ги спомнува во песните и според саундот кој гледам дека го брка има влијание. Мислам дека сме тука негде со слушањето музика. Да, наш човек. Наш човек со Да. артисти као Дрейк, као J. Cole, као Schoolboy Q, као Мек Милер. Се надам дека е така и не знам дали си има запознаено, ако се нема запознаено, искрено би сакал да го запознам. Викса пише ни брат, тој у епи дој негде да се запознаеме, ако се нема запознаето претходно. Дефинитивно. Кажи ни што мислиш за ова треч. Види, Right off the bat, ја кажав, добар проект, интересен проект, неочекувано. Немав никакви очекувања Исто. која бидејќи и само, ама види сега, името кога го слушнав изгубен во превод, си викам, окей, као ова може да е this can be some bullshit онака, реално. Тоа ми беше првата, ама не, види, уште кога го слушнав као Викса, изгубен во превод, си викам, окей, ова или ќе е хит или мис. Краток албум, кој што кажа Дарко, лесен за слушање. Исто контрола ми е хайлайт и мене. Има добри моменти, ја не сум нешто многу за македонски дрил, онака имам се уште некои лоши чувства од тоа. Ама не звучи лошо. Кој што кажа Дарко, има премногу амерички референции онака каде што се користи и сленг и целиот вајб, целата енергија онака е некоја емулација на америчката култура. Тоа ми е до некаде добро, но ја пред себе предпочитал нешто што е македонско, бидејќи сепак е македонска музика, но не е breaking point за мене, ме разбираш, као не е дека нешто низ кое што не можам да поминам. Има таква премногу музика и сосем окей ми е тоа. Од друга страна, имаше некои моменти ко продукција, гледа исто кој што кажа, има некои битови кои што сам се ги правил, има соработки, знам дека е од истиот студиото истото кое што и Рейджер соработува. Така да се гледа дека има од различен тип на луѓе, артисти кои што продуцираат таму, кои што креираат музика и тоа е многу добро. Тој сам е продуцент исто така на неколку песни, исто така нашиот човек Лаги е продуцент на една песна, ако не се лажам. Од друга страна, не знам дали тоа ти го примети, кога го пушти в интрото, јас си викам, ова е нешто трипи, брат, скрос онака чудно. И очекував некаков спој од интрото кон втората песна. И само интрото наеднаш заврши. Доаѓа нешто сосема друго. И, окей, викам, back on my bullshit. Као, окей, ајде да видам кај хидо. Ама на крајот на денот ми изненади. Пошто кој што кажа Дарко, има J. Cole референции, го спомнува онака, има тие моменти онака на Дрейк-еск у песните, го има Мек Милер, се осеќа она малце у гласот, меко, ама не у лоша смисла меко. Ме разбираш? Да. Има од се по нешто. Добар склоп е посебно за во толку краток проект да се вметнат толкав рейндж на ствари, толкав рейндж на емоции. Исто, втората песна, иако сакав да беше поврзана со интрото, ако што мислев дека ќе се деси, исто, многу добра тематика, многу добро обработена. Дури ме потсети на текно на Јана од Smokehouse песната. Да. Ме потсети. На почеток малце ме потсети, ама после беше сосема нешто поинако. Така да all in all, видов исто така дека на Центар Јадро исто имал песна. Вајде сме ја коментирали, ја не можам да се сетам. Не можам да се сетам, брат. Не знам дали сме ја коментирали или не, ама како и да е, проектов фала ви што ни го кажавте, го преслушавме онака и ја и Дарко. И за краток проект, за тоа што си го направи своето, дефинитивно. Не знам искрено дали му е прв проект на Викса, ама се надам на поише. Се надам дека ќе продолжи да го прави ово, бидејќи се гледа нешто, се гледа потенцијал, ме разбираш. Има уште едно кратко EP во 2020, бар на Spotify го гледам со 4 песни. Ова треба да чуеме следно. Да, против речност. Да, исто го видов, ете, заборев. Топ, тоа е одлично, брат. Тоа е одлично, тоа е за мене супер.
Ќе видиме како ќе биде, ме разбираш, не е sounds promising. Исто јас така мислам. Sounds promising. Брат, пиши ни да стапиме во контакт, да се знаеме, да се пиши ни на запознаеме. Pandemonium, дефинитивно. Да. Тоа беше се за проектите од последниве 5-6 месеци, бар тие што ни влегоа нас на радарот. 1 сат ни требаше да ги проидеме. Да, брат. Дечки, вадете поише проекти, ве молиме. Да. И ова иде поише него што планиравме, али Ако, идеме до крај. следуваат едно 7-8 синглови, бар тие кои ни се допаѓаат нас, тие кои се дел од под наводници по мејнстрим саундот. Пратете ни да видиме за следен пат нешто други, да ставиме песни на нашата МК сцена плейлиста која ќе ја реактивираме заедно со оваа емисија. Сакам да почнеме брат со мојот човек Young Daddy, со неговиот најнов сингл Бести. Ја нема да зборам, бидејќи учествував и во правење на тој проект и Young Daddy ми е многу добар другар, сакам ти да ми кажеш како се осеќаш за Бести на Young Daddy, за самата песна, спотот и се останато, па ќе кажам после ја. Брат, Young Daddy кој артист се поише ми изненадува смислата дека си го држи своето. И само успева уште толку поише да го прави. Се гледа дека има одличен тим позади него, меѓу кои си и ти, Алекс, тука е Давид од No Movement. Има луѓе, соработките се тука, отворен е да колаборира и да слуша, не да слуша, туку да прима од сите онака како сунгер да зема и да го филтрира тоа што е најдобро. И тоа ми е за почит. Тоа ми е за почит апсолутно. Музиката, например, конкретно Бести, ја преслушав. Не знам зошто, за мене малце е детска, ама ја никад не сум го ни слушал тоа, ме разбираш, како од аспект на како е екзекутирано целото, спотот, продукцијата, он како звучи, феноменално. Вокални способности, тука. Се е тука, се е на место и затоа функционира нешто, затоа толку 100.000 views има веќе за 2 недели. Мега, ме разбираш, како и барем тоа знам дека не е пушнато од други ствари, како тоа е стварно онака органик, луѓе дека го поштуваат Young Daddy. Неам нешто конкретно, лично, онака не песнава имам слушаното 3 пати дури онака како те видов во спотот си викам Дарко! И ама смешно е, после видов и дека Алекс учествувал у целиот спот, значи мене ми се свиѓа моментот на креирањето на ствариве, ме разбираш, на проективе. Плюс Дади сега не знам дали конкретно моментално работи на проект, но има веќе извадено проект, го зборевме Боенка. Така да не е од тие ликови кои што и сигурно има и научено дека не треба така. Сигурно работи и кон проект, сигурно цели кон нешто. И функционира за неговата генерација, за неговите врсници. Тоа е топ. Таа е музиката која што тие слушаат денес. Ја немам ништо против тоа, ме разбираш. Без разлика мене дали ми се свиѓа или не ми се свиѓа. Не е дека не ми се свиѓа. Едноставно естетиката на сето тоа не е за мене, ме разбираш. Ја не го слушам тоа. Тоа е legit, тоа е точно и мислам дека не можам да кажам дека е лошо. Ја мислам дека као песна, као сингл е можеби најкомплетниот проект на Дали, заедно со спотот, но и не само спотот, песната, продукцијата, битот, самата продукција. Yep. Лазар Цветковски му помогна многу за тоа да звучи така како што звучи. Young Daddy мислам дека у некоја добра зона кај што онака тоа е најдобро. Више се пронаоѓа себе си, ги знае своите добри и лоши страни и гледа да ги максимизира на тоа што најдобро го прави. Да, на моменти е детска, тинеџерска, ама мислам дека таква треба да биде и тоа е и добро. Брат, Young Daddy колку години има? Па не знам, мислам дека има околу 20. 20? 19-20. Топ. Нека е тинеџерска, ме разбираш, како кој да каже дека ако има 18 години дека не е тинеџер, греши. Тинеџер си, брат, ништо не знаеш, ме разбираш. Мене ми е одлична, брат. Више имам и пуштено неколку пати, вади добра реакција кај луѓето. Опа, зашо да не? Зашо да не? Само ти велам дека е not my cup of tea. Тоа не е критика кон Young Daddy, ме разбираш, тоа е едноставно ја не слушам таква музика. Што е нормално, брат. Што дури па добро, некаде, да, ти никогаш не критикувам, брат. Ако имаш и 30 години, ако ти се свиѓа Дади, слушај го, брат. Топ. Немам ништо против, ме разбираш? Брат, ти никогаш не си слушал ни онакви сингл-лонгс као Soulja Boy, као Kiss Me Through the Phone или као Broccoli. Ама ако ја пуштиш ќе збестам ти текне, ќе почнам и да го куцам онака у воздух целиот број, пошто го знам напамет. Така. Тоа е, ама работава е дека не ги слушамо на daily basis. Инаку да, го има тој момент, брат. Таков е sugar coated скроз, брат. Да. Тако е, целото е шербете песна, ме разбираш, стварно е така, брат. Стварно е, и тоа не е лошо. Тоа не е лошо, топ е. За Young Daddy е топ, за тоа кај што тој кај што цели
И посебно подкрепени од целата ваша поддршка и тука што работи, тоа е супер, брат. Има одличен тим позади него, многу креативни луѓе. Не може да е мис, ме разбираш, не може да е мис. Мене ми се свиѓа процесот позади, тоа мене поише ми се свиѓа. Затоа ти велам дека не секогаш само треба да взимаш at face value ствари. Секогаш има нешто позадински. Тоа е многу добро. Мило ми е дека си го приметил целиот тој процес и мило ми е дека ги согледуваш тие работи, брат. Кој ствари има многу поише леери отколку е само една Затоа ти single велам. long hitche. Затоа ти велам. Затоа и кога ќе кажам нешто дека не ми се свиѓа, имам причина точно зошто не ми се свиѓа. Го спомнавме Soulja Boy, мора да се пребациме на Синката и It's праската. only right. Да. Значи Синката и праската врати ја во живот е инструментал на Soulja Boy од пред 12-13 да, 2010 е, да. Outer Space Flow, нивната песна се вика Outer Veles Flow. Дали ја преслуша, брат? И колку Fire. пати ја преслуша ствари? Fire, брат, fire. Преска му кажав нешто на Дарко, ќе го повторам и сега, пошто го мислам тоа. Тоа кажувам многу поише за македонската сцена, брат. Не може Кицо и не треба Кицо у 2022 уште да звучи најсвежо од сите. Тука Синката звучи најсвежо од сите, Да. брат. Не му одземам на Кицо. Кицо е генијалец, брат. Кицо е генијалец. Исто и Синката. Тоа што они имаат направено за културава, секад ќе биде understatement онака, пошто недоволно луѓе ги поштуваат за тоа, а се уште постои тоа стигма за реално нивната уметност и тоа што го прават. Брат, не постои поверсатилен човек од Кицо, ме разбираш? Да. Посебно за флоу, посебно за тоа како брат, они измислија нов јазик. Линго, праскавите линго. Праскавите линго, они имаат луѓето легит имаат измислено нов јазик, брат, нов начин и на Викса изразување. дури меѓу последните песни нешто збори син, демек. Така Да, син и син. тоа треба да влезе во македонскиот речник. Да. Синка. Треба да влезе во македонскиот речник кој збор. Од друга страна, кој што кажа, врати ја во живот стар бит кој што нас не беше битот е прехард онака ептен 2010-та, ви кажа Soulja Boy шо правил, ме разбираш? Од кај дошло сето тоа? Трап музика, ама онака ептен вака флака трап. Да, и тоа многу прљав, Многу не звучи гнасен, добро, да, многу е да, гласен. Со хај-хетови кај Високите што не пукаат, треба, да. прскаат онака, посебно ако го слушаш на убаво звучење, толку брат. Епа, Ушиве тапан. Баш е тој ова песна многу лошо звучи у диско и баш Синката имаше пишено на стори демек. Песната не е за клубовите, песната е за улиците. И факт е дека е за улиците, брат. Но, знаеш како, многу добар концепт, многу добро флоу вадат и двајцата, интересни се, смешни се, брат. Мене од сега ми биле онака смешни, брат. Ја се смеам буквално, лежит се смеам кога вакво, пошто такви се, брат, таква има енергијата исто. Не знам, не можам да го објаснам тоа, ама само знам дека се основачи на нешто и Да, мене ми е уште кога сакаат може да звучат најсвежо, брат. мене ми е најискрено и најод срце криво дека не се осекам дека не се користи целиот потенцијал кој Па тие да, двајца заедно со целите нивни екипи го имаат. брат, најдобра харизма имаат. Мислам, Кицо на пример, Кицо и Марси имаат одлична соработа, одлична енергија помеѓу себе, ама кој што имаат Синката и Кицо, Кога се го најдобро. тоа е да, не може да се спореди со ништо друго, брат. И тоа има тестаменти поише такви, има песни кои што ден денес постојат, ако МВР ги нема избришано од каналот. Пошто знаат тоа да го прават. Вратете ми ги старите песни. Брат. Да, исто ја викам. Вратете ги старите песни, ги слушаме. Старите проекти, првите микстейпи. Добро, идеме на следниот сингл. Пред синглови се нема многу што да се збори за нив као Мати Фолс Булевари ни следна на листа. Омилената за периодов, брат. Искрено, сосема неочекувано, ја спомнавме на кратко, ама пак ќе кажам. Неочекувано, Матеј Фолс ваква мелодија да извади, ваква продукција да извади, и тоа мене ме воодушеви онака. И многу добро се снаоѓа. Малце е тивок во битот, се губи, ама сега сватив дека не е тоа лошо, дека му дава битот да дише музиката онака и мелодијата, пошто и тој во голем дел од целата песна само пружи мелодии, ме разбираш? Да. Не е кај да што рапува, не рапува тој Поише како вокалот дел од самиот бит. ко текстура само уште една му дава на целиот бит. Така да феноменално. Спотот, боите, Алал Вера, Frozen Time Drops дефинитивно, тоа го кажав и претходниот пат.
Јас мислам дека спотот додава на песната, брат. Мислам дека спотот го доловува толку целиот добро тој- вајбот што што додава на самата Сите песна. тие онака сини тонови, сини бои што ги има белата јакна, све брат, све тоа. Све тоа додава онака да биде, плюс дека извадена узима феноменално. Феноменално за тогаше брат. Не кога и да беше извадено покасно, ќе беше грешка, ме разбираш? Мораше да има снег, мораше да биде ладно, мораше да биде минус 10 после 12 за песнава да функционира и извадена во прав момент. Плюс на крај тоа се гледа дека Voice Recording кој е буквално од лани од 2020 ако не се лажам или 2021 каде што онака он си хама на телефон каде што ги пробува мелодија. Многу време е, ама вредеше. Стварно, песнава вреди само по себе, многу ми се свиѓа, се надевам дека брат. стварно ќе заврши на некој мате има таква звезда околу себе, таква енергија, таква харизма, таков талент кој артист. Многу го поштувам, могу јам кажам и тоа него дека стварно го поштувам тоа што го прави. И можеби малце според мене мислам дека треба да се ослободи да стварно да извади проект. Можеби не сите треба песни да бидат ко булевари такви да бидат перфектни. Да. Нека не бидат. Ама да чуеме 10, 12, 15 песни што имаш да кажеш. Има што да понуди, брат. Знам дека има. Знам дека го има во себе, разбираш, знам дека го има во себе. Тоа што го имаме добиено од него до сега, знам дека човеков може да склопи еден целосен проект, онака да се внесе у него heart and soul, да направи проект каде што ќе збори и тоа ќе му функционира. Тоа има луѓето што го слушаат, не го слушаат за ништо друго освен тоа дека е квалитетен. Разбираш? Човеков што и да извади ќе го достигне својот марк. Така да мислам дека оне барем од целата наша од сите артисти моментално што се активни, тој е најмногу во позиција да го направи тоа. Нема не постои никој друг моментално освен Матеј Фолц. Од тие што немаат изваден проект зборам, не е поишao во позиција да извади сега проект. Саш да кажеш дека ни треба нас као фанови? Апсолутно. Или му треба него? Не, и него му треба и нас. И него му треба и нас, пошто не се можеш да кажеш преку сингл, не се можеш да покажеш преку спот. Да. Мораш да имаш deep cuts на албум, мораш да имаш ствари кои што онака дури и 5 луѓе да ти ги чујат, 5 луѓе да ги сетат у албумот кажани, вредат, мора да биде кажани. Знам дека имаш, Матеј, ако не гледаш, и еве, ја ти дам тотална поддршка онака и кураж за сето тоа да го направиш, да го земеш тој чекор и да извадиш. Имаме зборено, се начекавме еднаш у бус рандом и ми кажа дека сака да извади проект, се надам дека ќе го оствари тоа, пошто стварно треба. И за кој што реков, колку за него, толку и за нас ко фанови, пошто вреди. И знам дека ќе вреди. Човеков е повеќе од способен да направи феноменално парче музика. Се слагам, брат. Кое што онака може сите да не воодушеви. И е long overdue. Дефинитивно, уште од лош син, уште од понеделник, брат. Идеме на следната песна Z-Bomb, прав пес, они се заедно во екипа со Матеј, оддавна со работници. Дали ја преслуша новата песна на Z-Bomb? Прав пес. Да, уште која изгоджи. Ја дури ги начекав луѓето кои што го снимаат Тонизан, која го снимаа на Железничка. Сосема случајно пројдов од таму, сидев кај дома и интересна песна. Бокса, продукцијата феноменална, битот е стварно многу добар. Мене ми се свиѓа исто битот и ми се свиѓа дека е потврдо, малце потврдо и по-рап од Мене ми звучи неколку песни. Мене ми звучи дека е многу стварно ми звучи кој на West Coast Banger, нема да лажам, онака тотално сосем може без никаков проблем YG да се најде на битов и да го искине. Стварно се чувствувам така, или нешто ко Burner, нешто ко поагресивен и Wiz Khalifa. И види, не е сосема случајно, го имаат спомнувано Wiz Khalifa усмисла, Zidane Boys. Ми има некаква смисла. Сигурно има влијание, да. Можеби. Да. Можеби, некој е подсвесно. Ама мене ми прави смисла, не мора да значи. Да, ме разбираш? И битот е добар. Z-Bomb се исто преквалитетни онако тоа што прават и Шишка и Насте многу добри. Само пак ќе кажам, пак ми е тоа. Стварно луѓето ги чувствувам дека се преталентирани само да го прават, само да вадат песна за песна. Преталентирани се, ја ги знам дечки, ја не знам они дали се сеќаваат, барем конкретно Дамјан, да имаме зборено дека уш од 2011 имаме муабети на Facebook, брат. Шо раперски муабети сте збореле тогаш, брат? Брат, они беа у тоа време стварно беа премали беа, по 13-14 години беа рапуваа уш у тоа време, ме разбираш? Луѓе го имаат 10 години у рапов. Од тогаш се. Не знам ја. Уште со тие карикатурите, не се сеќавам више, ама памтам нешто. И
Много ме интересира кои раперски моменти сте ги правеле тогаш, брат. Не се сеќавам. Може ќе отворам онака ако има нешто, ако стои топ. Ама тоа ти велам. Исто кој Мате, мада и поеше го чувствувам дека он барем конкретно последниве неколку песни што ги вадат, се гледа дека зибом целат кон нешто ко поголем мејнстрим апил. Мене баш и тоа ми се свија оваа песна. Не, топ дека ми е поблиска до мене. Да. Нормално е тоа. Ама затоа ти велам, сигурен сум дека освен ова имаат што да кажат нешто и у позадина, ме разбираш? They have the means to do it. Имаат каде да го снимаат се до тоа, имаат спотови да снимаат, знам дека кошта, знам дека све. Ама исто така, истото што го мислам за Мате, истото го мислам и за Зибомп. Тука се цело време меѓу себе и исто, мислам дека треба да си го дадат тоа и да се оддадат да направат еден проект. Сигурен сум дека ќе звучи феноменално. Па да. Да не се жртвуваат, да нема синглови, да нема песни такви, да нема спотови, туку. И исто се само плюс. Само плюсот, тоа да биде екстрата, брат. 2 синглови, 2 спота, еден цел албум, 12 песни, поише од задоволен. Се слагам. Таско исто така извади една песна која за мене беше позитивно изненадување у поглед на звукот и у поглед на филмот и на вајбот, малце по некомерцијална, малце по стрит, малце по раперска под наводници, на drill beat, песната се вика Bad Boy и извади еден спот со една интересна плава кола, ја најавуваше полого време. Искрено ова ми е нешто Таско што мислиш на Хураканот, на Lamborghini? Да. Ми се свига, брат, оваа по-улична верзија од Таско Пуши ми се свига него на ултракомерцијална верзија с под големо влијание на балканската сцена. И тоа го зборев му претходно дека мислам дека има поише потенцијал како и он како човек и како рапер, мислам дека повеќе му одговара овој стил. Таско беше рапер бе, брат, на време. Исто и Таско го памтам. И со него имаш према раперски моменти. Немаме, ама го памтам. И муабетот е дека да, ако треба да го кажам тоа, да се слагам дека секат оној по-стрит звук, секат ќе му лежи поише него. И по-тврд, по Таско и беше тој што го стартна тоа дека ја мислев буквално го има впишано на Facebook каде што македонски дрил не смее да постои. Можеби сум малце омекнат на сето тоа. Гледам некои глупости има, онака се појавуваат на интернет некои песни чудни кои што филмови се продаваат. Едно е музиката да ја тоа е друго. Да ја запазиш, друго е филмот. Тоа е друго. Дечки, не можете да зборите за шенкање у Македонија, као не постои тоа, ме разбирате, као Тоа е друго, брат. Тоа е веќе off the grid, онака макни се, не треба да постои, тоа нема место за тоа. У македонска музика не се дешава тоа, тоа се живеете нечиви други животи. Сега, конкретно за ова, искрен ќе бидам и ова го имам кажано, музиката Таско што ја креира не е за мене. Пак ќе кажам истото, онака, не сум тој лик, не искачам, ова е малце таргетирано за други луѓе. Не е конкретно за тие што се ко мене. Ја поише сум сега laid back, дома сум, не искачам толку ноќниот живот, онака не ми е нешто пренаактивен. И не можам да се поистоветувам со сето тоа, ме разбираш, дури и на момент ја слушнав песна, ама it just doesn't do it for me, онака. Не е лоша. Сите ствари што ги имаат до сега извадено, онака Urban Records која екипа, сите звучат на највисокото ниво. Тоа е факт. И продукциски, и од технички аспект, микс, мастер, секогаш се на место. И го почитувам тој хасал дека се што ќе извадате се е топ тиер онака. Стварно се на ниво на балкански звезди кои што исто така се преквалитетни, пошто балкански артисти веќе има и во Америка што живеат, што креираат музика од таму и ја таргетираат овде. Бидејќи маркетот е толкав, ама не е за мене, ме разбираш, не го слушам тоа, не го слушам тоа што е балканско. Ова не ми е така, брат. Не, ова не е. И затоа ми е добро. Ова не е. Се слагам со тоа дека не е. И да, Таско, ја мислам дека Таско поише се чувствува at home, кога прави нешто такво, со поише онака енергија, поише стрит во него, поише улица, еве ќе го кажам, него ли нешто што треба да биде онака за mass appeal, за сите да го знаат. Ја така мислам. Не, тоа е добро. Од тој аспект се чувствувам добро за музика, но пак ќе кажам, на крајот на денот
нема да си кажам, ај окей, да го чуем нешто ако ме разбираш. Не сум тој човек, ама сигурен сум дека има многу и го слушаат, луѓе го слушаат Таско, брат, да не се лажем. Таско има моментално баш савајле и проверив. Ме интересираше. Таско има 58.000 monthly listeners, брат. На Spotify, ме разбираш. Каде што примерно и не ја таргетира неговата својата музика. Да. Тоа е голема бројка. Таско вади Big up музика, to Таско. секоја песна на Таско извадена му е со спот. Што нешто значи. Спотов е дел од проектов. Така? Да. Не е самата песна за себе. Што значи дека ти си на еден начин и приморан да го изгледаш за да ја сватиш целата естетика. Зошто е тој bad boy и све тоа. Мораш да го изгледаш, можеш да го видиш Ламборџинито, можеш да го видиш джипот на кој што е качен, мора све, мора како е облечен, све тоа што прави. Неговиот живот да го видиш. И ти да имаш 58.000, 55.000, 56.000 луѓе што те слушаат секој месец на Spotify, а ти не таргетираш таму, алал, ме разбираш? Секоја чест, точно. Дефинитивно се наоѓаш на правите плейлисти, луѓето слушаат таму. Тоа е топ. Чим луѓе може да ти ја слушаат музиката без спотовите кои што дефинитивно се дел од песнава, се врзан дел од песнава, не се неврзан, ме разбираш? Тоа е одлично, брат, тоа е мега. Тоа е мега, тоа можам да го кажам. А можам и да кажам дека се нема десено да пуштам Таско песна во мојот живот. Се слагам, мислам, двете се лежит, окей, тоа е тоа. Тоа е вистината. Тоа е ја како ги согледувам работиве. Затоа за секоја музика си има свој пазар, брат. Работаве само мене дали ми се свиѓа или не, ама и да не ми се свиѓа можам не нешто позитивно, не сум ни приморан да кажам нешто позитивно. Да пробаш да најдеш. Можам да најдам нешто што е добро, можам да го согледам грайндот, можам да го согледам хасалот, ме разбираш? И ако го согледам и ако го видам и ако е стварно така како што мислам, можам да го кажам тоа. Не се срамам, ме разбираш, нема срам во тоа. Тоа е тоа, брат, мора да збрзнеме малце. Уште 2 песни имаме до крај. И тамас. Двајца млади артисти. Long overdue. Се спремавме онака и одовлекувавме 2 месеци, така да мислам дека луѓето ќе сакаат да застанат и да не изгледаат до крај. Нашиот човек Рейджер извади нова песна, Милион. Yep. Ќе бидам искрен, јас ја имав слушната оваа песна што кога беше карантин, беше во некоја подготвителна фаза. Мене лично ми се допаѓа, не е нешто слично на претходните негови песни, ме потсеќа на некој Тревис Скот момент од 2016-17 со многу аутотюн, многу трипи, така некој 55 BPM ако не се лажам. Тематиката ми се свиѓа, брат. Неам мирен сон, пошто сањам милион. Најверојатно така се осеќал во некој момент. И имам позитивни зборови, ми се свиѓа и каверот. Одлична работа завршена од Давид со тие виолетови форми. Мислам дека добро прилега на песната и мило ми е што Рейджер извади без спот. Тоа го збориме, не мора да има спот за да биде песната на аут. Брат, ја со Рейджер се видов на твојот роден ден, се видовме у Мака, после и тоа останавме горе, скоро цела вечер бевме заедно. Ја дробев таму, останавме горе у Епи и правевме муавет цело време за музика и баш човекот ми пушти некои unreleased ствари. Трага да е одлична, брат. Трага да е одлична, кој што каже, ја тоа му го реков инстантно кога ја чув Милион, дека мене ме потсеќа на таа 2015-2016 Birds in the Trap и Родео ера на Тревис Скот, каде што она heavy on autotune, со многу меланхолични мелодии, да. Ама во прав сетинг, еве конкретно сега ќе лупнам After некој после Епи. After у 5 сабајле тука сите изгубени, да. Секако. И ми се свиѓа целата естетика, тоа што викаш си со лилјаковото. Затоа функционира, тоа ти велам, тоа не од луѓето кои што ја слушаат музиката за тоа што е, а не само at face value, ги приметуваат и тие ствари. Затоа функционира розевото на Бестика и кај Young Daddy, затоа функционира овде лилјаковото. Тие бои асоцираат кон нешто, ме разбираш? Не се за џаве, затоа шараут за Давид за тоа, пошто стварно си ја работи работата кој што треба. Е премлад онака, сите се премлади и тоа е многу добро дека си ја користат младоста за такви ствари. И така треба да е. И така треба. Дефинитивно. Тоаш нема што да изгубиш. Се уште си млад и тоа е keep pushing forward. Исто, ми прати уште една песна, нема да ја коментирам овде, ќе го оставам човекот да ја извади. Исто, многу добро. Многу ми се свиѓа кај иде. Мене Марсе ми го каже Рейджер, го слушав.
но интересен звук има, стварно онака си го прави тоа што Мислам дека се уште се пронаѓа и Да, јас да, би сакал апсолутно. да вади што повеќе за да може да си го најде Апсолутно. својот лейн, својата зона во која се осеќа најприродно и таму да продолжи после да се фокусира повеќе да продолжи да дефинитивно прави. милионе одличен степ ап. Последна песна за денес, брат, дали го преслуша првиот вајда деби сингл на Вански, еден нов млад артист кој се вика Блокот. Ја не би го нарекол ни сингл, искрено мене ми поише као фристайл. Да. Ги трае као минута и 40 секунди нешто такво, али видов мене ми го пратија повеќе луѓе, дечко е добар ни го пратија и на Инстаграм кога прашавме што треба да слушнеме. И можам да кажам дека за прва песна ми е сосема добро, спотот изгледа добро, причите ми изгледаат дека се окей, интересно флоу на моменти, но не би кажал дека е цела песна, брат. Премногу е малку за тоа да биде една песна и да биде прва песна. Да, мене ми го уште Пуше која ми искочи. фристайл, брат, нека. Да, уште која искочи. Мене му пушти Петар, шараут Каров, ми ја пушти песната и ми каже што мислиш за ова. И ми звучи окей, ама не ми звучи ко нешто што не е чуено до сега. Постојат поише некои референции кои што можам да ги референцирам во моментов, кои што ми личат на песната, не мора да значи тоа е мое мислење. Ама мене ми звучи ко нешто што веќе сме го чуле. Разбираш и На македонски или на англиски? да, македонски. Посебно флоуто, кейденсот, можеби не тематиката толку, Добро. ама начинот на како изгледаат спотовите. Океј, спотот е океј, дека и не игралиште едно другото, а блокот океј, стварно. Тоа ми е ворет, но од друг аспект не е нешто што не слушнато до сега. Ме разбираш, као не ми прави некако посебно да се чувствувам, не ми е истото чувство што онака го имаше Марс, го имаше Мартикс, го имаше фанки на моменти со ракопис. Не го прави тоа за мене, ме разбираш, као окей, песна е, се гледа дека работат на тоа музика и мислам дека ако не се лажам, тој дури и продуцент на песната, барем така е напишано. Топ, ме разбираш, као Мене ми е тоа, значи, ова ми е добар sneak peek, ама поише да. го гледам као демо, поише го гледам као фристайл. Да. Ај сега да видиме што е следно, следно? дека ова не е ни за мене лично не е ни као прва работа, него е пола работа. Не знам како да кажам као Не, окей, да. Го сваќам сваќам што сакаш да кажеш. Као некој не дека не е довршено, добро звучи, супер звучи, ама не е доволно два рефрена и еден врс или како и да беше распоредена песната да се покажеш што имаш. пуше сенс за тебе и за за тоа што твојата музика репрезентира или кај ќе одиш понатака. Така да пуше бидејќи ни ја пратија повеќе луѓе и бидејќи мислам дека е квалитетна, ја ставивме тука само за да кажеме дека е као добар прв почеток, прв чекор, получекор, ни влезе на радарот. Ќе слушаме понатака што имаш да извадиш, што има да извади Вански и целата негова екипа и очекуваме поише материјал за да добиеме поише сенс за музиката што ќе се прави, бидејќи ова не е доволно за да изградам ја мислење според тоа. Исто ова го зборевме и во првата сезона кога ни праќаат луѓе прва песна. Добро, што мислиш? Добро, мислам ми се свиѓа ова, не ми се свиѓа ова. Али сите претходни артисти кои ги збориме со веќе добиена поголема слика за нив. Без разлика дали е тоа Young Dad или дали е тоа Таско или дали се тоа Зибомп и Матеј Фолц. Знаеме ние вичином изградено мислење, па според тоа мислење даваме сега ова ни се свиѓа, ова не ни се свиѓа, ова може подобро, ова е изненадување, ова е веќе чуено. А ова е прво нешто и сега ако само од ова не може да се изгради мислењето за самиот артист. Те сваќам. Не е доволно. Те сваќам и да. Океј? Да, така е, да. У смисла, знаеш како? Тоа го кажа и ти валја во претходната сезона каде што окей, ја слушаме песнава сега и сакаме поише. Ама нема поише. И наместо да има сега песни, исто така на Spotify присутни, каде што не толку многу луѓе фрлиле пажња на нив, а исто толку квалитетни, тоа ќе уште толку поише. Знаеш како? Многу е подобро да имаш уште две песни што никој не ги знае, ама да постојат на истиот канал, од кога ќе го слушам спотот, да слушнам уште две други. Така да си здрав и жив, брат. Него ли да нема ништо, пошто сега не знам што следувам, разбира, сега треба да чекам следен спот. Кој знае кога ќе биде? Се надам дека нема да е тоа. Се надам дека нема. Јас зборам од искуство, од усмисла дека тоа најчесто го прават луѓе и македонски артисти, посебно зависи кон што цели, ама ете се надевам дека во тој поглед нема да го прави тоа да бидат само од спот за спот, пошто зошто го правиш тоаш? Ја тоа не сваќам. Луѓе што го прават од спот за спот, од песна за песна,
Зошто која е причината зошто ја прават музиката таква да биде? Зошто ја пласираат така? Пошто тоа што пришме, разбираш, како дури и неголемите артисти не се ни притиснати, туку знаат дека мора да извадат албум за нешто да Брат, има сакат да некаква изведат албум, супстанца. има што да кажат, брат, тоа ги прави артисти. Тоа ги прави неголемите артисти како Дрейк, пример, да извади 3 проекти во една година, или Кање да извади 3 проекти во една година, брат, на 45 години. Јеп, Има што да каже човекот. И за тоа е ќе збориме за Донда во следна епизода. и за тоа е the goat, и за тоа се онака имаат што да кажат, за тоа Currency уште вади проекти до ден денес, после 30 проекти позади него. И него ќе го збориме следна епизода. И тоа Мислам дека- ќе ми сте извадија песна. Мислам дека беше доста Тоест за албум. оваа МК сцена. Ја искрено се преморив, брат. Мисли Еј. пи вода ме заболи вратот и се. Long overdue, ама ми беше многу ми е мило дека го направивме ова, пошто искрен ќе бидам, ако малци ја не чувствувам притисок за МК сцена, освен тие луѓе што си ги слушам константно од нашата сцена, друго не ми влага у радар, стварно. И добар тренинг е ова и за нас, као стварно се гледаме до кај сме, што сме, у смисла до кај е културава, до кај тера музикава, дали сме заглавени уместо дали не е, дали има нешто поразлично или нема. Ова ни кажа дека има многу различни аспекти, има многу различни проекти, има многу различни тематики кои што беа обработени у албумиве кои што ги спомнавме, што значи дека има variety, тоа е многу добро. Тоа е многу здраво за една сцена. Посебно мала ко нашава толку онака што е разводнета низ милион ствари. И Но ни треба поише. ни треба поише, секогаш ни треба поише, дефинитивно. Ни треба поише, брат. Ни треба поише. Не треба да се надмине тоа на синглови, мора да се пласира малце музиката и еве, имаме примери кои што го прават тоа. И едва и чекаме, разбираш. И мене ми се свига дека се повеќе Spotify е вклучен во Еј да, ја кога го видов дека Викса го има целиот албум таму, топ викам си. Тоа е си тоа, изненадивме, брат, тоа е разбираш. тоа. Значи, Да. го зборевме тоа во првата сезона, за многу работи требаат време додека легнат. Многу луѓе се повеќе луѓе ми ги слушаат плейлистите на Spotify, значи тек допрва луѓе почнуваат да прават Spotify. Топ. Тек допрва и мора артистите да капитализираат на тоа, брат, мора музиката да е таму. Примерно е таму после на YouTube. Да, као не, види брат, кошта 20 евра годишно, ме разбираш, као забораваш на тоа. Брат, ако си земал да правиш музика и не ја ставаш таму, џабе Да. ја правиш. Ние имаме подкасти на страни кои што и ние сами не ги знаеме, ама постојат таму. Постоја таму, треба да ги има. Мора. На крајот денот луѓето не ќе Мора. имаат избор каде сака да слуша. Еден човек да има што слуша на Анкор, на Анкор што треба да слуша Spotify, што треба да не слуша нас, не има и таму, разбираш? Точно. Ние сме да го служиме и тој човек. Мислам Точно. дека и артистите треба да го прават истото. Така е. Тргнуваме од нас, затоа го збориме ова. Дека ние тргнуваме од нас. Нас првата мисија, првиот чекор што ми беше е да направиме вака и вака за сите да биде достапно Да. до еден. Да. И јако зима многу поише ефорт, ама Многу треба да се работи на тоа. Тоа треба да ти биде прво за пошто ти музиката, окей, ја креираш за себе, ама ја креираш за други луѓе, мора да биде достапна за сите. Мора да биде достапна за сите. и да пробаш да ја пласираш најдобро што можеш. Да Нормално. ја сервираш на луѓето. Дефинитивно. Така Да. МК сцена спешал втората сезона на Пандамониум радио шоу, 43-та епизода. Пишете ни у коментари што мислите за овие артисти кои ги спомнавме, овие проекти кои ги спомнавме, овие синглови кои ги спомнавте. Не заборавајте да ги преслушате. Ако ви се свиѓа муабетите што ги направивме тука, ќе ставиме во description линкови до артистите и проектите. Навратете се на нив, пишете ни коментар како ви се свигаат или дали се слагате со нашите мислења. Сите мислења се искрени од срце, со најдобро намери и се гледаме, се слушаме повторно наредна среда, Пандамониум радио шоу. Тоа е тоа. Тоа е. Одјава. Ви благодариме што седевте до крај. Чао. Чао.